Најголем дел од пензионерите од Истокот последен пат на одмор биле за време на Титова Југославија. Речиси 30 години по распадот на СФРЈ, луѓето во третото доба не виделе ниту езеро и планина, а уште помалку море. Не знам, забравиме. Од тоа, кој беме у Југославија, заедно. Тоа колку време? Па пред 90, шо? Од тога и навака, не гледаш каква е криза се. Па на кризата и од резервата што имаше живееме, така допунуваме и толку е. Од друга страна, туристичките агенции со голема и не толку скапа понуда за летно уживање. Најмногу заинтересираност ова лето имаме на Бугарија, Грција и Албанија. Интересни понуди што ги имаме се за Бугарија за млади 165 евра, 7 ноќевање со вклучени појадок, ручек, вечера и превоз, а за возрастни 29 евра од вечер, all inclusive во хотел Паласо. Албанија исто така има 135 евра, 7 ноќевање со вклучени појадок, ручек и вечера и превоз. Но, очигледно, раатот не е за пензионерите. Некои од нив не може да дојдат ни до она што државата им го нуди без пари. За повеќето од нив недостижно е и бесплатното бањско лекување. Сега како пензионер имам 3 пати дадено за банско, немах покана и сега оваа година не дадех покана. Ова е навистина штета, зашто одморот не е само релаксација и спомени, туку и здравје. Само 7 дена поминати на море помагаат во третман на астма, го намалуваат крвниот притисок, го намалуваат стресот, го чистат организмот и го подобруваат сонот. Сето она што на пензионерите им треба, но не можат да си го дозволат. За разлика од кај нас, летувањето е неизоставен дел од животот на многу пензионери од западноевропските земји. Значењето е јасно. Ако се знае дека во Европа животниот век е над 80 години, а кај нас одвај 72.